Општо познато е дека оние растенија кои ги чувате и одгледувате на балконот во саксии имаат многу побавен раст и развој за разлика од оние кои што ги одгледувате во дворот или градината. Затоа, секогаш треба да внимавате при изборот на балконски растенија, бидејќи повеќе од сигурно е дека оние високи растенија нема да успеат ако ги одгледувате на овој начин. Ваков проблем нема да имате доколку се одлучите за оние цветни, висечки видови кои што цветаат од пролет до доцна на лето и секогаш личат на убави, шарени цветни гроздови. Сепак, иако овие растенија се повеќе годишни, препорачливо е да не ги купувате ако немате каде да ги сместите преку зима. Најдобро е во балконските саксии да засадите летни цвеќиња, кои за време од една година никнуваат, растат и венеат. Такви се, например, петуниите, лобелиите, украсниот грашок, селвиите и многу други видови, во чии цветови може да уживате од април до првите есенски мразови. Страната на светот, на која е поставен вашиот балкон, битно влијае врз изборот на растенијата што ќе ги насадите. Важен фактор е и на кој кат во зградата се наоѓа вашиот стан. Доколку балконот е свртен на север, североисток или исток, искусните цвеќари сигурно ќе ве советуваат да купите бегунии, лантании и други видови цвеќе кои се отпорни на ниски температури. Вистински украс за терасите свртени кон запад се карамфилите, лобелиите, петуниите и другите летни цвеќиња. Важно е да се знае дека растенијата кои се наоѓаат повисоко од 8-миот кат се изложени на силен ветар. Цвеќарите им препорачуваат на луѓето што живеат на повисоки катови, на балконите да не чуваат цвеќиња со високи стебла, зошто многу е веројатно дека ќе се скршат или ќе се исушат од ветерот. На оваа висина, без проблем можете да одгледувате бегунии и лобелии. Доколку планирате балконот да го претворите во цветна градина, тогаш секако ќе треба да се водите според одредени естетски правила. Секогаш одбирајте растенија чии цветови се само со ладни или само со топли бои. Во случај неколку растенија да садите во една саксија, растојанието меѓу нив мора да биде повеќе од 15 сантиметри. Најубаво изгледаат цвеќињата кои во иста саксија се садени во два реда или по принципот цик-цак. А ако вашиот балкон е мал, тогаш најпаметно е да го украсите со исто растение кое има цветови во неколку бои и нијанси. Најдобро решение е на балкон да засадите цвеќиња во саксии направени од глина. Тоа не важи само за саксиите, туку и за жардинерите и големите цветни сандаци. Упатените велат дека сандаците за цвеќиња не смеат да бидат подолги од 1 метар, пошироки од 20 и подлабоки од 18 сантиметри. Малите садови се практични иако вашиот балкон е простран, зашто лесно може да се преместуваат. Кога поради мразовите од балконот ќе исчезнат разнобојните цветови, тогаш најдобро е садовите да ги наполните со мали растенија. Такви се, например, шимширот и јапонската дуња. На есен најпаметно е да засадите нарциси, ниски видови на лалиња или зумбули, кои што напролет први ќе процветаат и ќе ве изненадат со својата убавина, шарм и опоен мирис. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.